Добро, почитувани слушатели, денес на брановите на македонската радио програма 3 пати Z е професорката Катерина Тодоровска од Институтот за национална историја на Македонија. Повод за нашиот разговор, за нашето интервју е вжештената состојба во Република Македонија и во Бугарија по повод 151 годишнината од раѓањето на македонскиот великан, револуционер, апостол, основоположник на модерната македонска држава Гоце Делчев. Професорке, добар ден, добре дојдовте на брановите на македонската радио програма. Добар ден и поздрав за сите што не слушаат. Јас сакам да ви се заблагодарам за што се одваживте да одговарате на нашите прашања и околу овие состојби кои се можне драматични, веројатно и травматични, исто така и за вас, како што се и за нас во иселеништвото. Во Македонија во овие денови врие како во кошница од пчели. Не се знае ни кој што прави, ни кој што не прави и каков ќе биде распоредот. Едно што можеме ние да заклучиме за чествувањето на 151 годишнината од раѓањето на Гоце Делчев, слушнавме од министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски и министерот за внатрешни работи на Бугарија дека ред ќе имало во дворот на Свети Спас пред гробот на Гоце Делчев. Како го толкувате вие тоа? Вака сега. Значи, она што е моја должност, тоа е да ја кажам вистината, да ја кажам историјата онаква каква што е и да одговорам на барањата на сите оние кои што сакаат да не чујат. Затоа што историјата е учителка на животот, од која што треба да се поучиме и треба да знаеме како да се однесуваме понатаму. Мене, ако ме прашате, целата оваа зовриена состојба е само плод на една. Има само една причина, а тоа е нестабилната политичка ситуација во Бугарија. Ако видите дека во неколку циклуси таму не можат да формираат влада, тогаш веднаш прашањето е зошто немаат друг аргумент со кој што ќе се борат за повеќе гласови, туку удираат на македонското национално прашање. Имајќи предвид дека Бугарија, мислам тоа е јавно познато, е многу иселена, таму им се, барем според нивните податоци, им се заканува бела смрт. Тие сега, немајќи начин да зборуваат за нивните економски проблеми, за нивните проблеми со иселувањето, за нивните проблеми кои што буквално секојдневно ги тиштат жителите на Бугарија, тие се нафрлија на македонското национално прашање и на Гоце Делчев посебно. Гоце Делчев е фактички фигурата околу која што се кршат копјата долги години. Не е тоа ништо ново, меѓутоа што е ново? Ново е жестината, нова е риториката која што сега ја применуваат во смисла на комплетно дерогирање не само на македонската историографија, туку и на македонската политика. Не се, морам да кажам, тие виновни што прават такви гафови во сред Македонија, на сред Скопје, туку виновни се оние кои што тоа го дозволуваат. Тоа што го дозволуваат се македонските политички елити моментални. Имам чувство дека целата таа желба да седат на две столчиња ќе има резултат паѓање на средина. Вие не можете да им дозволите да влезат на оние кои што ви го негираат и Гоце, и јазикот, и народот, и тука да чествуваат нешто што апсолутно нема никаква врска со нивната историја. Односно да му оддадат почит на Гоце Делчев, кој што Гоце Делчев, знаеме, мислам, историјата е многу децидна,
си се борел за независна Македонија, за македонци во Македонија, не се борел за бугари. Така што многу е дегутантно кога ќе разговарате со некој кој што до 70 на години бил обучуван, морам да кажам еден таков збор, обучуван да биде верник на нешто што не е вистина. И сега кога на тој верник кој што 70 години му бил мијан мозокот, да му објасните дека Гоце Делчев нема никаква врска со бугарската историја, тоа е илузија. И сега веројатно и мене би ме нападнале и би ми кажале дека јас појма немам од историјата. Оно што веројатно предпоставувам ќе го направат министерот за внатрешни работи на Македонија и министерот за внатрешни работи на Бугарија, тоа би бил некој кордон, според мене, со кој што ќе дојдат овдека бугарските автобуси и возила, ќе ги истоварат во еден одреден, да речеме, временски период, ќе влезат внатре пак преку кордон на полицајци и ќе излезат повторно до автобусите. Значи, тоа е моја предпоставка и јас евентуално, доколку би им дозволила, јас лично не би им дозволила да влезат во Македонија, меѓутоа доколку би дозволила за ред во куќа, да нема некои нереди, би го направила тоа. Од друга страна, да, повелете. Од друга страна, сакам да ви кажам дека не знам дали слушателите и гледачите го знаат тоа, меѓутоа убаво би било да им кажеме дека македонците од првиот ден на враќањето на моштите на Гоце Делчев во Македонија секоја година одат на гробот на Гоце Делчев по два повода, значи и по повод на неговото раѓање и по повод на неговата смрт. Еве годинава, значи славиме и 120 години од смртта на Гоце Делчев од 1903 година. Така што ние имаме традиција секоја година по еден од професорите по историја да држи таму историски час за ликот делото на Гоце Делчев. Во одредени случаи тоа било преку презентација на ново откриени документи, во одредени случаи тоа била само некоја пригодна реч која што останува за век и навек. Ете, например, многу е позната, мислам, овдека во Македонија е многу позната речта на Блаже Коневски, која што ја има одржано на гробот на Гоце Делчев. И што ми е муабетот? Значи, зборот ми е дека нашата традиција да го честуваме Гоце Делчев, да му оддаваме почит во секоја пригода во Свети Спас е неспорна. Бугарската страна, мислам, никогаш не исполнила таква желба. Сакам да ве прекинам малку, веројатно ќе ми се лутат и слушателите, но бидејќи најавени се македонски стражи да го чуваат гробот на Гоце Делчев, и меѓутоа исто така од бугарска страна се најавија личности кои ќе влезат вооружени во Македонија. Видете. А јас уште едно прашање. Сношти двајца или тројца од моите другари, лични мои другари, беа притворени. А тие ми пренесија дека имало околу 100 души притворени кои размислувале гласно дека ќе стражарат кај гробот на Гоце Делчев. Еве сега, значи, јас пак како размислувам. Значи, фактот што се ова што се случуваше со бугарите, со бугарските фашистички клубови, значи јас сега ги кажувам дека тие се веќе фашистички затоа што самите си одредија себе си фашисти за имиња на нивните клубови. Така што целата таа приказна јас мислам дека наведува само на едно, старата онаа бугарска пракса, секогаш со силеџество да се постигнува нешто. Она што јас сега пак го размислувам, зборувам, значи, од името мое, меѓутоа кога би била во ситуација да го решам сето тоа.
Кога би била јас, прво што би направила, значи таму би однела полиција и да го едноставно да го заштитам тој споменик на културата, затоа што кога имате еден споменик на културата, таму некултурни фашисти и селеџи не име место. Јас не би го чувала гробот на Гоце Делчев од други, туку од оние кои што се, ете како што рековте, вооружени, ќе дојделе вооружени, значи тие тоа не сме да се случи. Уште на граница тие треба да бидат задржани, едноставно да не може да влезат. Нормално има начини да се најде тоа оружје, доколку се најде, не дај Боже, такво оружје, тие треба и веднаш да се санкционираат според меѓународни некои закони за влез на оружје. Така што има многу начини на кои што тоа треба да се реши и би било пожелно македонската полиција, која што ја имаме во енормен број, Ама за нас, сега за македонците. Да се покаже, не мора да се покаже, затоа видите, тоа тие униформирани лица се земаат плата од македонските граѓани, македонскиот народ. Ние како македонци никогаш не сме имале ништо против тоа некој да дојде да му се поклони на Гоцета. Вие знаете, јавна тајна и многу по интернетот се врти една слика од Тито, кој што му се поклонува на Гоце дамнешни години, околу 80-та, мислам дека беше последен пат. Така што на таков великан вие не смеете за таков великан вие не смеете да носите оружје, не смеете да се заканувате, не смеете доколку сте цивилизиран. Она што овдека го имаме, ние имаме една орда спроти себе, која што упорно се обидува нам да ни докаже дека сме некои си таму коминтерновски продукт, меѓутоа целата приказна е само во она што и пред малку го кажав. Целата приказна е во тоа дека целата историја, односно нашата македонска историја, со долги години е плаќана, процесуирана во училишта, како бугарска, така им е продавана на децата. Тие деца сега се веќе возрастни, се со нив имаме работа. Нели? Така што, видите, ако тргнеме историски, ние зборуваме за многу голем број на македонски иселеници од Грција во Бугарија во 1920-тите години. 1919-та со Онејскиот договор и со она конвенција за размена на население, многу македонци се поминати, се преселени во Бугарија. Така што кога вие ќе имате едни такви корени, а кога сите тие такви корени ќе успее некоја квази политика да направи и квази историја, тогаш таа политика успеала во тек на 70 години да произведе вакви квази патриоти, кои што сега скрневејќи го споменот и скрневејќи го светото место, кое што за нас македонците е свето, гробот на Гоце Делчев, сега ќе доаѓаат со, не знам, оружја, ќе тепаат, ќе колат, не знам што ќе прават. Значи, тоа зборува само за нив, не зборува за нас. Наше е онака како што достоинствено знаеме, еве од сигурни извори, значи официјални, знам дека се прави протокол, како што секоја година се прави протокол за положување на цвеќе од политички партии, значи прво оди политичкиот врв, мислам дека е председателот или премиерот, не сум точно сигурна кој оди прв, меѓутоа така, прво оди политичкиот врв, па одат представници на политички партии, па на здруженија, и така на крајот. Да. Сакам да ми кажете, повеќе ме интересира, вие спомнавте прослава, нели? Сега станува збор, не знам како вие го гледате или како го толкувате. Тука станува збор дека Гоце Делчев сега од сабота е заедничка личност помеѓу на бугарскиот и македонскиот народ или на Бугарија и Македонија.
веќе со ова паѓаат маските на Драги Георгиев и на таа комисија, доаѓаат официјално да прослават една личност двете држави. Вака сега. Значи, ако зборуваме за таа комисија, ќе зборуваме до утре сабајле. Јас ви кажав, минатиот пат кажав и многу пати. Не постои поголема грешка во македонската историја од таа историска комисија. Не постои. Затоа што вие да зборувате за цел народ, за идентитет и за историја и за вашите корени, вашите предци, моите предци, нашите предци. Вие треба во најмала рака да не сте присутен на земјинава топка, да газите по облаци. Така што таа комисија гази по облаци, сега им даваат дебели пари, ги подмитуваат, убаво се подмачкани, разбравме и со колку се подмачкани, за да глумат лудило и да кажуваат нешто што не е. Јас не го чувствувам сега ова како чествување заедничко, зошто? Затоа што таа комисија го нема решено Гоце Делчев. Тие не доаѓаат овде, да речеме, председателот на Бугарија, доаѓаат оние кои што се борат да седнат на фотелјата на председателот, доаѓаат оние кои што сакаат да се доберат до некоја власт, а за после тоа да заборават буквално на се што ветувале и се што правеле, бидејќи ова што го прави Бугарија и ова што го правеше и Џамбаски и другите нивни представници во Македонија, веќе на големо го гледа и меѓународната јавност, да не се лажеме. Тие следат се, буквално, можеби и сега нас не следат, и сваќаат дека таквите фашистоидни изјави какви што ги даваат бугарите, нималку не им одат во прилог ни на нивните политики, затоа што испаѓа дека тие во својата пазува чуваат некои фашизоидни ликови, кои што ние така ги доживуваме и веројатно и другата слободолюбива и слободоумна јавност ги доживува како полтрони или приврзоци на Европската унија, така што многумина веќе и во Македонија кажуваат дека ние веќе немаме проблем со Бугарија, туку имаме проблем со европејците кои што ги штитат бугарите. Така што јас не сум од тие што е поборник на идејата дека Гоце е веќе продаден. Гоце не може да биде продаден прво затоа што Гоце Делчев е нашиот апостол. Не можете вие на никого да му продадете светост. Јас ќе ви кажам нешто што сигурна сум дека вашите слушатели не знаат. Меѓутоа убаво како историчар да им кажам дека постојат едни спомени на Климент Шапкарев. Тој е всушност синот на Кузман Шапкарев. Овој Климент Шапкарев нашиот е роден на 12 септември. На 12 септември е почина. На 30 јануари и предмалку, значи пред 2 дена би му бил роден денот, затоа и сакам да го спомниме, затоа што во македонската историја ние си ги знаеме тие личности, ама јавноста многу помалку ги знае. Сега, значи Климент Шапкарев бил еден од соучениците и соработниците на Гоце Делчев и тој добива на 6 мај 1934 година едно барање да напише своји видувања за Гоце Делчев од, внимавајте, Пловдивско македонско благотворително друштво Гоце Делчев. Значи Пловдивско македонско, не Пловдивско бугарско. Сега, ова здружение, значи, му бара на Шапкарев да напише пригодна реч и во тоа време, значи, се одржува една, така се вика таа македонска вечер, македонска Гоцева вечер. Спомените тие и мислите за Гоце Делчев се испечатени. И она што јас би сакала, значи, да им го кажам на нашите гледачи, нашите слушатели.
Значи, тоа е еден текст кој што ќе ми дозволите да го прочитам не заради друго, туку затоа да да го пренесам чувството какво било на македонците кога ќе го сретнат Гоце Делчев. И сега Шапкарев, значи ова е Климент Шапкарев, да не го мешаме со неговиот татко, Кузма, значи вика вака, се среќаваш со Гоце на улица и тој учтиво те поканува да му се придружиш. Влегувате заедно, например, во меаната Македонија. Седнува тој и те кани да седнеш и ти. Порачува кафе, тешко и сладко, и тоа две наеднаш во еден филџан и те прашува што сакаш ти да порачаш. Ги става в джеп на манастирските броеници кои секогаш ги држи, на кои пак носи железно распетие на телото на Исус, вади цигари и става во цигарлакот систем од доктор Кох со стакленце напред напишано кукуш. Сакам да кажам, значи тој не пишувал на стакленцето, на табакерата, на оно, ништо друго. Напишал кукуш. Кукуш во тоа време, значи за кое што ние зборуваме, е во оној етничкиот дел на Македонија. Центарот, да. Ние немаме под Османлиско царство. Тој би Центарот на напишал веројатно македонизмот. Пловдив ако... Молам? Центарот на македонизмот бил Кукуш. Да, центарот, меѓутоа сакам друго да кажам, дека тој не напишал Пловдив, дека тој не напишал Русе, не знам како, напишал Кукуш. Што е поентата? Да. Поентата е дека тој бил обседнат со тоа дека неговиот роден град и неговата земја и неговиот народ, како што вели овдека дека е Пловдивското македонско друштво, значи македонците за Гоце пишувале, за Гоце се бореле да се отпечатат ете спомени и мисли. Тие работеле врз основа на тоа што дошле од Егејска Македонија и таму формирале едно свое друштво и како колонија едноставно и се собирале луѓето кои што биле по потекло од Егејска Македонија, меѓутоа благодарение ете на никаквата, односно не фашизоидна, туку асимилаторска политика на грците, морале да пребегаат во Бугарија, затоа што во тоа време со Југославија немало никакви договори за преселба на население. Сакам да кажам дека еве на долга и широка можеме да зборуваме кој е Гоце Делчев, кој се напишал за Гоце Делчев и што све напишал Гоце Делчев. Меѓутоа можеме да зборуваме и за нешто друго. Колку македонизмот и колку македонштината пречела на бугарите и бугарската политика. Сега ќе ви кажам за еден многу интересен лик кој што упорно се обидувал да ја уништи македонштината, меѓутоа не му успеало затоа што други пак некои многу по-итри, по-интересни луѓе кажале за него дека бил многу голем бугарин, само кога ќе фрлял 2-3 ракиички, а после тоа останува многу добар македонец. Што кажуваат фактите? Фактите кажуваат дека вие не можете никому да наметнете она што вие сакате. Фактите кажуваат дека најубаво е да го прифатите човекот онаков каков што е, не заради друго, туку заради тоа што вам ќе ви пропадне целокупната шпекулација која што сакате да му ја наметнете на светот со една единствена желба, а тоа е да го згазите оној другиот, а себе си да си дадете многу поголемо значење. Во случајот, во моментот, овдека не се работи за тоа нас да не оцрнат, овдека се работи за борбата која што се води меѓу самите нив
за тоа да се докаже кој е поголем македонец, односно кој е поголем бугарин од бугарин. И ако дозволиме ние сега да паднеме на тој тест, значи тоа е тест за нас, ако дозволиме да паднеме на тој тест, нам не ни е во прилог. Не ни е во прилог ние да извадиме сега ками и ние да се бориме против некој кој што апсолутно нема никакво право на македонската историја и на македонската иднина. Затоа јас многу сакам да зборувам со факти. Еден од фактите сега е и еден многу долг период кој што во Бугарија беше многу важен, кој што ние така некако бегло го поминуваме, меѓутоа убаво е да се изанализира. Тоа се 90-тите години во Бугарија, кога Желјо Желев првично кажал дека не смееме да, значи како бугари, не смееме да дозволиме некој нам да ни продава приказни за тоа како нам ќе ни ја даде Македонија. Македонија е своја држава, Македонија има своји корени и ние не сакаме да не вовлекуваат во меѓудржавна војна. Сега зошто го кажува ова Желјо Желев? Затоа што Жириновски, тој е еден руски политичар кој што имал така многу јак на јазик и имал намера да ги придобие бугарите за идејата нормално негова и им кажува дека делови од Србија и цела Македонија, доколку тој биде власт во Русија, ќе бидат бугарски. Желјо Желев реагира точно на овој начин на кој што кажав, и тоа е официјален, значи, став на еден председател на Бугарија, кој што бугарите апсолутно не сакаат ни да го спомнат. Меѓутоа постои, значи можеме да го докажеме тоа дека такво нешто постои. Сега што е нашата цел? Нашата цел е да бидеме достоинствени заради Гоцета, не заради бугарите, не заради светот. Гоце нам ни е светлата точка, онака како што Димо Хаџидимов го има окарактеризирано, нашиот патеводител. И патеводителот до современа Македонија, така пишува Димо Хаџидимов, патеводителот не е жив, меѓутоа неговиот дух нас не води и нас не штити. Сега ние тој патеводител не смееме да си го погазиме и да си го изгазиме. Тој сепак останува култ на македонците. И каде и да сме, значи по цел свет, наше најголемо достигнување ќе биде доколку еве јас, например, како би постапила да сум надвор од Македонија, во македонските цркви или во македонските храмови да се одржи една панихида за Гоце Делчев со да речем поголема бројност. Да ве прекинам. Значи сакам да кажам, нашето достоинство е тоа. Сакам да ве прекинам тука. Ние го правиме тоа со години, мислам, не е тоа е некаде од 47 година. Во Австралија се слави Гоце Делчев и на роденденот и на убиството се прават панахиди. Тука нема прекин од 47 година. Сега ова го зборувам за друго. За друго го зборувам ова. Дозволете ми сега. Ајде. Јас повеќе сакав да ми кажете дека сега вие како професорка по историја во Институтот за национална историја му верувате на Драги Георгиев и комисијата дека не го продале Гоце Делчев како што го продадоја античкиот дел на историјата на Македонија, како што ги продадоја светите Кирил и Методија, како што го предадоја свети Климент и Наум Охридски, па и Шапкарев, па и цар Самуил. Сега спорот е во Гоце Делчев. Значи самото присуство на политичка делегација испратена од Бугарија значи заедничка прослава. Значи вака, јас на Драги Георгиев овде пред мене да се врти на оган, нема да му верувам.
Значи тоа не верувам. Јасно ви е вас дека јас уште од прв ден кога го потпишаа тој Јас ве прашувам катастрофален заради договор. слушателите. Значи тој катастрофален договор што го потпишаа со Бугарија, тоа е една смртна пресуда за Македонија, која што ние мораме, односно во најскоро време, да дај Господ да имаме избори, мораме тоа нешто да го санкционираме и да го тргнеме. Значи, драги Георгиев, може да си пишува и да си потпишува се. Делегации може да си доаѓаат какви сакаат, меѓутоа не може тие да чествуваат заедно. Заедно што би значило? Еве, јас зборувам според мене и според она што историски можам да го кажам. Тоа што тие го направија како чин за Самуил, за Климент и за Наум, за Кирил и за Методи, тоа е национално предавство. Значи, вие имате во историјата еден многу убав термин, тоа се викаат велепредавници, а од друга страна луѓе кои што застапуваат повеќе туѓа политика од сопствената, односно од интересите на сопствената држава, тие се викаат квислинзи. Значи, овие сега кои што ние си ги имаме на тапет, тие ни се нам и велепредавници и квислинзи, се заедно. И тука нема дилема, значи тука не можеме, мислам, со никој не можете да спорите, затоа што тоа е факт. Драги Георгиев, и не може да го продаде Гоце Делчев, затоа што доколку првиот момент во Македонија се чуе такво нешто, јас мислам дека него ќе го исселат. Со оглед на тоа што се уште е во Македонија, се уште е во Институтот за национална историја, такво нешто значи се нема случајно. Ова е обид, бидејќи имаше веќе еден обид 2015 година, ова е обид да се седне повторно, ќе речам, на тие две столчиња. Да има една многу убава изрека, само заради нашето ментално здравје нема да ја спомнам овдека, ама кога некој седи на две столчиња, задолжително паѓа на средина. Сегашна, значи, политика која што сега во Македонија се одвива е, демек, да им излеземе во пресвет на бугарите, да не се замериме со нив, со македонците некако да не пукне и утре да не снема како политичка партија која што цело време вода таа тера на бугарска страна. Тие професорка, значи, да. Тие професорке се спремни да ги земат лопатите, да го откопаат нашиот великан и да им го вратат во Софија. И моето прашање е дека Гоце Делчев никогаш не бил погребан во Бугарија. Гробот му беше во Баница, потоа се носеше во Ксанти, во Пловдив, од Пловдив во домот на македонците кај линденците до 46 година. Ако властите бугарски сакале да направат голем споменик и име од Гоце Делчев, би направиле. Што велите вие? Значи, јас кажав, тие немаат традиција на чествување на Гоце Делчев. Ние од првиот момент кога Гоце загинал, јас можам да ви читам до 1500 страни овдека ги имам за спомени на негови соборци и да ви кажувам како го гледале 15 часа распнатото тело ово на се. Меѓутоа не е целта тоа. Целта е ние да кажем дека Гоце Делчев не може да биде бугарин затоа што бугарите го имале. Ги имале неговите мошти и се однесувале како што се однесувале. Никако. Елинденската организација која што ја формирале македонци, тие и ги чувале моштите и тие фактички ја остваруваат и таа желба да тој да биде упокоен, односно неговите мошти да лежат во главниот град на државата за која што тој се бори. Тоа е Скопје. Не се борел за Бугарија па да биде во Софија. Значи, абсурдите се големи. Главниот град, да. На слободна Македонија. Главниот град на Македонија не тоа, ама тој се борел за македонската држава. Меѓутоа се борел нормално за она географска Македонија. Затоа и кукуш му е на табакерата. Сакам да кажам дека ние сме го оствариле некој делумно, ајде нека биде, ама и така не е делумно, ние тоа е држава, да.
Тоа беше држава слободна. делумно затоа што тој си се бори за етничка Македонија, да не се лажеме. Делумно е затоа што ние само вардарскиот дел на Македонија сме Република Македонија. Так. Сега пиринците, замислете сега па како име на пиринците во Бугарија. Македонците. Ама македонци кои што Пирин си бил македонски, тие си се македонци, тие сега во Пирин не можат да си кажат дека се македонци, а јас ќе ви кажам дека и Татарчев на времето на Омо Илинден им покренал кривични пријави затоа што сакале да го чествуваат Јанета Сандански. Па ако ти ги гониш за Јане Сандански тогаш, зошто денес Јане Сандански тебе ти е светец? Како може да биде бугарин, да биде многу важен за бугарите, може, а тие воопшто не го славеле. Кога Омо Илинден Пирин секоја година оди на гробот на Јанета Сандански, тие веднаш дигнале паника како тоа некои сега ќе го слават Јане Сандански. Дотогаш воопшто никој не покренал ништо. Значи самата желба нивна да ги одредат македонците од Пирин како македонци, нам сега ни се враќа затоа што не сме реагирале. Ако јас ви кажам дека за секоја глупост што во Македонија се направила од 90-тите наваму, бугарите давале нота. Веднаш пишуваат протестна нота, ваква, таква, онаква, леле мори мајко, за ништо. Ние за такви големи работи ниту една нота немаме напишано, или ако сме пишувале така колку да се напише една реченица без никакво образложение, без никаква содржина. А има два-тројца, значи амбасадори кои што си ја завршиле работата и многу честно си ја завршиле работата во Софија, меѓутоа грото од таму што се отидени, биле отидени на Корзов. И фактички целата оваа ситуација ја имаме поради нашето неинтересирање за нашите македонци во Пирин. Така, вие, професорке, лани требаше да го организирате, односно организиравте, меѓутоа тоа покасно се одржа, тој научен семинар 150 години од раѓањето на Гоце Делчев. Од тогаш измина една година, скоро една година требаше да испечатите зборник, односно сите научни тие трудови што беа собрани од присутните научници и присутните личности, ги собравте во зборникот. До каде сте со публикувањето на зборникот? Зборникот ќе излезе на истиот ден кога беше и одржана конференцијата, на 4 планираме да биде мај, на 4 мај планираме да биде официјалната промоција. И тоа се многу интересни трудови. Морам да кажам дека дел од нив се материјали кои што за прв пат ќе ги видиме. Исклучително убави материјали имаме. Нема да кажуваме сега она што мене ме загрижува е што Не, кажете тоа што е за нас, за слушателите. Она што мене ме плаши тоа е што ниту директорот, ниту власта не е заинтересирана за финансирање на тој зборник, меѓутоа и вие и некои други наши македонци ширум светот покажаа интерес да ни помогнат. Ќе видиме, јас се надевам дека македонската држава ќе смогне сили да прифати дека не може да оди по водата на бугарите и да го анулира издавањето на зборникот со тоа што нема да даде средства за него. Меѓутоа, сепак верувам, сакам да верувам, дека во Македонија останаа уште доблесни македонци, кои што не само што ќе ни помогнат, туку мојата замисла, и замислата на моите колеги кои што помагаа и во организирањето на конференцијата за 150 години од раѓањето на Гоце Делчев, да испечатиме поголем број на примероци кои што ќе ги дистрибуираме по македонските училишта, кои што ќе одат и надвор нормално сред нашата македонска диаспора, кај македонците во Пирин, во Еге и во Албанија,
Така што се надевам, значи се Така, надевам на сакам некоја да ве добра прашам, клима. така, професорке, сакам да ве прашам, од прилика така, мислам, не сакам конкретна сума, за колкава сума станува збор од прилика? Сумата сега веќе не можам да ја кажам, затоа што ви кажав, Од, доколку досега планиравме да ја дали, дадеме 100 да, примеруци дали и е тоа, 100 или дали тоа, 150, сега веќе не играме така. Сега мислам дека според се ова што се случува и како што ни се случува, ќе биде во многу поголем тираж и се разбира нормално доколку успееме да обезбедиме средства, затоа што се, ама буквално се досега што е сработено, верували или не, е сработено со 10.000 денари зборувам, значи не да, да цели го кажав. 160 евра за конференцијата и за доделувањето на наградите за учениците од основните училишта за литературни и ликовни трудови. Добивме од Институтот повторно за национална историја 12.000 денари, значи 200 евра, така што сето тоа е сработено, што е сработено. Бескрајна благодарност на сите мои соработници, не можам да ви кажам колку тешка работа завршивме во вакви услови зборувам, да Особено кога беше станува збор. нормална власт и да беше нормална држава, ние веројатно ќе имавме и присутни и на конференцијата представници од највисокиот политички врв, меѓутоа тоа е тоа, нека им служи на чест, ги немаше тогаш, ги нема сега. Јас повторно ќе бидам помала и ќе бидам таа упорната која што кој ќе напише писма до сите релевантни фактори за обезбедување на средства. Не верувам дека ќе ни дадат, како што не ни дадоа ниту за конференцијата. Така што затоа ви викам дека мене ми е најголемиот проблем со оние кои што работат во интерес на туѓи држави, имаат многу високи позиции, од кои што слободно ги трошат народните пари, се расфрлаат, можам многу комотно да кажам дека се расфрлаат со народните пари, меѓутоа тие пари воопшто не одат за нешто за кое што е заинтересиран народот, а моментално најзаинтересиран е за коцителче. Денови еден од нашите колеги од историчарите ми рече дека печатењето на зборникот од прилика кошта колку еден ручек за Маричич, министерот. Па може и не бил далеку, меѓутоа добро, еве ние ќе бидеме малце по нескромни, ќе одиме со поголем тираж, тоа веројатно тоа нема да може нема да може да го изеде, мислам за таа сума. Освен сега нормално ако не јадат китови и такви работи. Добро, на крајот од нашето интервју веќе помина 40 и нешто минути. Сакам да прашам во вашето искуство, бидејќи често пати сега ми пишуваат мене бугарските историчари, бугарски професори, обични личности, дека вие кога сте учеле, не само вие како личност, како професорка или како студентка, дека се било контролирано што да се учи и сте имале забрани. Дали во вашето студирање и во вашата професија имавте такви забрани од Белград? И второто прашање што сакам воедно да го одговорите, дали некогаш вака биле заострени, односно реториката, пизмата помеѓу бугарскиот народ и македонскиот народ, кој е на едно високо ниво? Значи, ајде да одиме на првото прашање. Самата политичка ситуација во која што беше македонската држава, односно како федерална единица во Југославија, беа исфрлани сите оние личности од историјата, значи јас кога студирав, кои што биле на Голи оток. Ако земете дека Јанченто беше на Голи оток, нормално дека ние како историчари зборувам, само Ченто не го изучувавме во асномските документи.
Меѓутоа, тоа не беше диктирано од Белград, туку тоа беше директива која била, не знам, меѓутоа директивата јас ја сваќам како сите оние кои што биле осудени на Голи оток, дека биле против таа југословенска држава, што не било точно. Меѓутоа, во тоа време кодошите имале многу голема улога. Така што за се нешто можел човек да ве накодоши за бизарни работи и вие да завршите на Голи отоки како таков, тогаш сте непожелен за официјалната политика. Сега, доколку зборуваме дека нам ни бил таков образовниот систем, би требало да ни кажат тие каков нив им бил образовниот систем. Затоа што јас и ден денеска, не само тогаш, се среќавав со наши колеги од Бугарија, кои што прво што ми зборуваа колку е велика Сан-Стефанска Бугарија. Значи, ако е големата Сан-Стефанска Бугарија чедо на еден непотпишан и никогаш не реализиран Сан-Стефански договор меѓу Русија и меѓу Турција, односно Османлиската империја, како тогаш вие можете да набедувате некого дека има некаква фалшива историја, кога вашата историја е пред се базирана на тоа? Значи, истиот тој народ, кој што нам ни префрла дека ние сме некое српско чедо, тие треба да знаат дека Сан-Стефанска Бугарија е руско чедо. Така што да се чукате во гради... Уште малку, Ленин Сталин колкаво влијание имаше после Втората светска војна? Сталин е веќе нивниот татко. Ако Русија им е мајка, тогаш Сталин им е татко. Така што ние, ако зборуваме со нив, на иста нога, ние зборуваме кога сме на меѓународни собири. Еве, јас ќе ви кажам еден куриозитет. Кога бев во Краков, заедно со мене на една конференција се најдовме со Наум Кајчев. Наум Кајчев е потомок на егејци и Наум Кајчев излезе на бина и почна да раскажува како македонскиот јазик е, демек, нешто како наречие на бугарскиот јазик, и му станаа колеги кои што не беа македонци, значи јас бев сама таму на таа конференција како македонка, и почна да му зборуваат. Значи, од Чешка беше едниот беше од Романија. И сите почнаа да му објаснуваат како е срамно со такви тези да излегува. Отидовме вечерта на еден прием, верували или не, Наум Кајчев зеде една чаша вино и цела вечер ја преседе во ќош. Нито некој нешто го праша, нити некој со некој проговори, нити некој нешто го, мислам, едноставно сакаше да малце да го анимира да биде присутен тука. Значи, сакам да кажам дека меѓународната научна јавност, сега не зборувам за она кавги меѓу политики, меѓународната научна јавност многу убаво ја знае вистината и многу убаво, и затоа, нели, и чесите сега и словаците скокнаа кога почнаа бугариве да се чаламат дека ете Кирил и Методи се баш само нивни. Така што зборувам за една извитоперена слика која што некое нивно огледало ја има направено, и никогаш не гледаат во сопствената држава, секогаш гледаат во туѓата. Што се однесува до второто прашање, дали некогаш сме биле толку зајадени? Еве, бидејќи јас сум на македонец од Пиринска Македонија, јас ќе ви кажам дека ние немаме проблем со народот, ние имаме проблем со политиката и со оние врвушки некои што сакаат да седнат во фотели. Тие го задојуваат народот плаќајки. Јас не можам да кажам некој подрастичен пример од она што се случи во Охрид. Значи, тие дојдоа овдека, нас не направија, не баре ние сме некоја територија неоколчена, зедоа некое си момче кое што во секоја нормална држава би било задржано во затвор, и при тоа како знаете, како цреша од озгора на шлагот, заминува министерот за надворешни работи, кој што мене ми е жал што е министер, и кажува дека тоа што тој го дезавуира Министерството за внатрешни работи не е ништо друго, туку ете, нему му е битно што кажала мајката и што кажало момчето.
Значи, ако вие имате едно Министерство за внатрешни работи кое што солидно ќе си ја заврши работата и треба да каже зошто тоа момче завршило така или што е проблемот со тоа, вие како министер за надворешни работи заминувате газејќи го Министерството за внатрешни работи. Сега да ве прашам јас вас. Бидејќи цело време вие прашувате, сега јас ќе ве прашам вас. Како вие би реагирале ако вие како министер за внатрешни работи, ако ваш колега министер за надворешни работи би го направи тоа? Знам, нема проблем. Разбрав. Ето така би реагирала и јас. Значи, кога имате дом, Македонија е дом, наш дом, вие домот си го браните. Нема комшијата да дојде и да ви каже денеска ќе ручате вие граф со ребра. Затоа што вие денеска сакате толчери пиперки да јадете. Ете тоа е тоа. Добро, доаѓаме до крајот на нашето радио интервју за македонската радио програма. Ви благодарам уште еднаш и се надевам дека и за 120 годишнината од смртта на великанот Гоце Делчев ќе имате успешни семинари, сите историчари од Република Македонија, па ако има потреба ќе ви помагаме во нешто. Да, господ, да не треба државава да се сети, ама ако треба, ќе ви пишеме. Ве благодарам и вам за интервјуто. Добро, до слушање и поздрав. нека биде честит празникот 4 февруари и за многу години. Амин, за многу години.